Благодарам, подпредседателе. Почитувани граѓани, денес имаме предлог за именување на заменици на министри во владата на Република Македонија. Во експозето на премиерот Ковачевски е кажано следното. Тирон Јајага за заменик на министерот кој раговоди со Министерството за одбрана, Викторија Врамовска-Мадич за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за правда, Вјолца Бериша за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Маја Манолева за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за здравство и Агим Нухију за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука. Сите овие денови од страна на министерот ништо не слушнавме, од страна на премиерот, ништо не слушнавме за предлозите, ни за министри, ни за заменици министри. Не слушнавме ништо ни од пратениците, освен критики за претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот си чита книга, може би во неа пишува како да навреди една колешка од опозицијата. Слушавме се друго, само не за министрите и за замениците министри. Слушавме за Белата палата, па ќе ве прашам дали барем на колиба изградивте во овие 6 години па да се пофалите со неа. Слушавме за Скопје 2014, па барем еден објект да рушевте, затоа што само за тоа ве бидува и ништо друго. Слушнавме за спомениците. Дали вие барем еден споменик направивте, дури и гробот на Гоце Делчев го чувавте од народот со 3 реда кордони па и хеликоптер. Колку пари за тоа потрошивте, додека од другата страна пред владата штрајкуваа нашите пациенти, молејки се за лек за цистична фиброза и молејки се за еден ден живот повеќе. Слушнавме за тефтерчето, а не кажавте за тефтерот на Борајан Јовановски, кој убаво пишува за сите вас. Ке го цитирам. Господине обвинител Јовевски, и сега што правиме? Ке глумиме правна држава? Ке постапите согласно закон или пак и вие ке се приклучите кон обвинителскиот одрон на вашата омилена подредена Русковска? Оливер Спасовски се слушаме? Оливер, па ти знаеш се, баш се. Да те подсетам дека со тебе најмногу сум комуницирал на апликацијата WhatsApp, па и еве и тебе да те прашам дали ќе преземеш службени действија или и ти ќе потврдиш дека си соизвршител на криминалите на кланот Заеви и така натаму. Слушнавме за жалните врби, а не кажавте за тревата од 33 милиони денари или барем едно кокиче да посадевте. Слушнавме за Сваровски судството, а ништо не кажавте за трас судството. За такво судство боевте по улиците. За се слушнавме, само за министрите и замениците министри ништо не слушнавме. Слушнавме за 27 април. Кој доби од тој 27 април? Што значи тоа? Кој го организираше? Времето ќе покаже. Оние која бранеа државата и уставот, вие со трас судството ги осудивте на стотици години затвор. Додека криминалот цвета, затворите служат за политички пресметки. Истите оние затвори од кои ви бегаат затвореници кога сакаат. За се кажавте, само за министрите и замениците министри ништо не кажавте. Не кажавте ни за 26.000 евра за спонзорирани постови на социјалните мрежи. За се кажавте, само не кажавте за 50% покачување на основните продукти за исхрана, 30% повисоки сметки за струја и парно, зголемени цени на сите неопходни работи за нормално функционирање на домакинствата. За се кажавте, но не кажавте за 270.000 евра, за кафеани, ресторани, односно луксузирање на министрите. За тоа не слушнавме ништо, но минималната плата од 18.000 денари, и тоа ти била луксус.
Не кажавте ни за 137 административци, партиски војници збринети во еден ден. Се фалевте со реформи во администрацијата. Затоа, кога ќе треба да се изваде некој документ, граѓаните се губат низ лавиринтите на институциите. Новите министри и заменици министри на пазар 3 договорени ќе бидат само продолжување на криминалот, тендери во 4 очи и пораз на Република Македонија. Се прашувам, што можат да направат новиот министер и заменик министер за здравство за неколку месеци? Се прашувам, кој ќе одговара за невидениот крах во здравствениот систем? Кој ќе одговара за пациентот што почине од цистична фиброза заради ненавремена набавка на лекот? Нема одговорност за недостаток на основни лекови и вакцини. Нема одговорност за 10.000 починати од COVID-19, за изгорените пациенти во модуларната болница во Тетово. Нема одговорност за незаконското упатување на врвни професори и докажани специјалисти. Нема одговорност ни за пеналите што треба сите ние да ги плаќаме за неизградениот клинички центар. За тоа ништо не кажавте, молк. Околу сето ова се отвараат многу дилеми. Голготата на пациентите трае повеќе години. Требаше да згасне еден човечки живот, па вие да се разбудите од зимскиот сон. 6 години не направивте ниту еден исчекор околу законската процедура како причина за ненабавување на лекот. Повеќе од 8.000 здравствени работници си замина од државата за 3 години. Тоа ти било живот, ама живот во туѓа држава, а не во нашата. Сега премиерот со квази реконструкцијата за квази подобро си го продолжува од неколку месеци својот мандат, а во меѓувреме да ги дооформите коцките околу судиите, уставните суди, јавните обвинители, се по теркот на трастра судството и на тој начин да си ја закотвите слободата. Поразителен е податокот дека само 20% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупцијата е реализирана од страна на институциите. Се прашувам дали премиерот чувствува обврска кон државата и кон својот народ. Ако има трошка совест, зошто не го реши криминалот во Рег Битола? Нема ден без скандал, ама сега ќе правиме нова реконструкција. Ако на претходниот премиер марихуаната му беше интерес за личен профит, па си отвори 77 фабрики за марихуана, новиот премиер, вмешан во аферата Бројло, си развива производство на електрична енергија, се заради лично профитерство. Додека овие двајца премиери се полнат со пари, во Република Македонија има највисока инфлација. Во Рег Битола, блок 2 е исклучен, замислете се прави ремонт во зима. Блок 1 е во дефект, се купува и се носи јаглен со камиони. Дел од јагленот е измешан со земја и радиоактивен мазут за да има калоричност. Ги труете граѓаните без ронка, жал и совест. Транспортниот систем за јаловина во Судово, каде сите бевте присутни, не е се уште пуштен. Јаглен се копа во многу мала количина. Наместо да редите успеси, вие редите кризи. Како може да редите успеси кога за Република Македонија се решава во туги држави, а вие сервилно тоа го прифаќате? Затоа 90% од граѓаните веруваат дека Република Македонија се движи во погрешна насока, односно 9 од 10 испитаници тоа го кажале. 72,6% сметаат дека парите од буџетот не се трошат наменски, односно за вистинските потреби на граѓаните. Нашата држава маргинализирана, служите за подсмев, институционално запустена, финансиски пропадната, национално уништена. Со вас патот кон Европска унија е затворен. Благодарам.